Поп-музиката е жанр кој се карактеризира со тоа што е привлечен за широката публика. Обично составен од рефрени кои лесно се паметат. Се појавил во 50-тите години како покомерцијална алтернатива на рок-н-ролот, вклучувајќи елементи од разни музички стилови, како ритам и блуз, R&B, соул и фанк. Поп-музиката станува еден од најпопуларните и најуспешните жанрови, приспособувајќи се на актуелните трендови и технологии. Поп-музиката се карактеризира со многу внимателна и висококвалитетна продукција, па така често се користат синтесајзери, ритам машини и други електронски инструменти покрај традиционалните како гитара, бас, тапани. Поп-пеач или подобро кажано поп-икона во музиката е славна личност која се карактеризира по своето долго присуство во популарната култура или се истакнува поради некоја посебност. Име на кое не му е потребно никаква посебна најава. Доволно е да се каже дека е нашата поп-дива или кралица на македонската поп-музика. Незината кариера трае повеќе од 4 децении, а таа едноставно е една од најуспешните и највлијателните уметници на Балканот. Вечерва со нас Калиопи. Калиопи, добре дојде во Трафик. Добре најдов, Ненад. Многу ми е драго што конечно успеавме и вака да ја затвориме годината со ова емисија Трафика, која што за мене е едно место на случување, на разновидни случувања по однос на твоите гости, теми кои што ги опфаќаш, и морам да ти признам дека едва чекав да ти дојдам во емисија. Многу ми е драго. Јас прегеска ти споменав, имам трема повеќе од колку првата емисија. Нема потреба. Не за друго, затоа што толку си ми драга и толку сакам тоа да изгледа се преубаво. Апсолутно ми е јасно. Апсолутно го разбирам твоето чувство, бидејќи постојат луѓе и во мојот живот кои што ја будат истата емоција, а кога некој ми приоѓа на начин како што ти тоа го направи, и кај мене ја будеш истата емоција. Нема да мислиш дека е тоа само кај тебе така, обострана е. Така, затоа што е голема одговорноста да те представам убаво на нашата публика и, како што кажа, да ја заокружиме оваа 2025 година и да влеземе со една убава и радосна енергија во новата година. Дај Боже, дај Боже. Едва и чекам навистина да конечно ни се расветли некако сето ова случување од последниве 4-5 години, не само кај нас, туку и глобално, на глобално ниво што се случува во светот. Да се надеваме дека 2026 ќе биде просветлување, расветлување и расчистување на многу сиви моменти кои што ги живеевме изминативе години. Точно, и токму така на глобално ниво секаде е некако се ќе те прошетам малку назад, да се потсетиме на она 10 годишно девојче од доаѓа од Кичево и победува на Златно славиче со мојата учителка. И од тука потоа почнуваш во светот на музиката, прво со хорот на Запров и се додека не дојдеме до оној момент на солистичка кариера. Кажи ми само накратко за тоа дете, за таа... Уште немав ни 10 години, 9,5 години, кога мислам дека бев во 5-тото оделение и во Кичево во основното училиште, кога мојот наставник по музика ни соопшти дека е пристигнат од конкурсот на Златно славиче, дека треба да се испратат 3 деца кои што ги снимаше на магнетофон, каде што ние по наш избор пеевме наши песнички, јас и уште 2 други деца бевме. И тоа беше испратено во Скопје. Не знаев ниту каде, ниту кој. Се сеќавам дека во тоа време татко ми
сега веќе покоен му се јавуваше преку одредени врски, бидејќи беше пријател со Џаконовски Шпато, го доби телефонот на Александар Џамбазов, мојот чичко Ацо, како што си го велев понатаму, и мимо мене, без моје знаење, му се јавил на Александар Џамбазов и му рекол да знаете дека моето дете е многу талентирано, чичко Ацо му одговорил: Господине Панта, знаете колку секојдневно луѓе ми се јавува да ми кажат дека нивните деца се талентирани. Се до моментот во Сутјеска во Охрид, кога мене ми избра од Кичево дека јас ке одам, ја добив песничката мојата учителка, која што ја вежбав со мајка ми свири малку виолина и таа ме подготвуваше. И во Сутјеска во Охрид беа предходните припреми, да кажам, пред да се настапи на фестивалот. И не знаев дека истата песна имаше исто една девојче од Скопје добиена. И тогаш сватив дека всушност ништо не е решено и впрочем колку сериозен беше фестивалот Златно славече во тоа време. И после таа аудиција, која што понатаму во еден документарец Александар Џамбазов ја раскажува таа случка, кога сум се качила од столица на маса за да му пеам. И тука почнува таа музичка историја, да кажам, од 76-та година па навака, а се разбира после победата на Златното славече, за кое што има врзано многу анегдоти, но премалку ни е времето денеска да ги раскажувам, но ќе речам дека да, тоа беше пресудно, бидејќи во тој момент јас имав допир со сцена, оркестар, хор. Тука еден запров кој што го водеше хорот Развигорче, каде што понатаму станувам член на хорот, солистка во хорот, па во женскиот младенски хор, па потоа во средно музичкото училиште моите професори, секако до Марија Николовска, Благоја Николовски, покоен за жал, нашиот голем тенор. И до 84-та година, кога го запознавам Ромео Грил и се сменува во мојата глава. Токму така ми е, веќе во 84-та година со Ромео Грил ја почнувате групата Калиопи, бендот Калиопи, со твоето име го користите. Зошто решивте да се вика Калиопи? Мислам, па тоа беше идеја на Ромео. Веројатно затоа што моето име е специфично, не е толку да речам видено, чуено во тоа време, исто како што неговото Ромео беше, он беше единствено Ромео во тоа време. Да, и кога бевме мали, Калиопи не беше бенд, ама не и името на пејачката, нели? Точно, и многу време требаше откако ја започнав мојата солистичка кариера, посебно надвор од Македонија, затоа што луѓето знае за група Калиопи, ама не знае дека Калиопи е всушност моето име. Так. И така што започнавме на... Не верувам во случајности. Јас верувам дека некако во животот све не е судбински предодредено, исто и таа средба која што ни се случи нам двајца. Јас имав 16 години. Тој ме праша само една работа, дали сакаш да бидеш звезда? И јас сам реков, да. Веројатно тој жар во очите он го почувствува, бидејќи Рома е навистина некако секогаш тврдам пред времето, он ги гледа работите на малку поинаков начин и го виде тоа позитивно лудило во мене дека да, ова девојче може да направи некоја голема кариера. Позитивно лудило, некаде ни мојово сценарио што го правев стои, колку позитивно лудило треба да имаш во главата и колку гласови имаш и мелодии и колку е тоа лесно или тешко да го извадиш сето надвор? Па доколку се базираш врз првичната мисла, значи кога тргаш во оваа приказна, првичната мисла за мене била желбата, љубовта. Едноставно, да, има многу гласови, има многу позитивно лудило и без тоа не може да биде, бидејќи што тоа значи? Детето во нас. Значи, јас не подклекнав под разноразни животни искушенија кои што горе-долу ги имаме сите.
да ми го утепаат детето во мене. Тоа некако беше се присутно. Дури во оние најтешки мигови, кога ти се чинат безизлезни, кога мислиш дека готово, тука е крај на се. Кога шеташ по улици и гледаш по туги прозорци и балкони и замислуваш некои среќни семејства, а додека тебе ти се случува, нели најцрното сценарио, ми се случували и такви нешта, да го разбудам тоа дете и да го прашам сега како понатака, што правиме сега. И секогаш тоа дете внатре во мене ми го дал најточниот одговор, бидејќи во суштина кога човек подлабока ќе размисли, тоа е најточниот одговор. Кога се прашуваме себе си во одредени моменти на битни одлуки животни, треба да го прашаме детето во нас. Да, и затоа се вели кој совет би му го дале на детето во себе кога би се вратиле назад, нели, што многу чести прашања на водители се кој совет би го дала на Калиопе 16 години. Токму истиот, претпоставам, да го послушаш Ромео Грил за да станеш звезда. Да, па да, токму тоа е да ги препознаеш луѓето кои ти не идуваат на патот, бидејќи во главно никој не е случаен минувач во животот. Некогаш оној кој што влегува во твојот живот, ти си предодреден да му помогнеш на неговиот пат и обратно, може би е тој тука да одигра некаква улога заради која што ти ќе стекнеш уште едно искуство повеќе или да кажам уште една мудрост повеќе животна. Така, баш така. Ке те вратам пак на оној пат на Калиопи кога се чинеше дека во 80-тите најубаво место за промоција на пејачи, на групи беа оние фестивали како Сплитскиот, како Патија, од таму излегува за мене едни од најубавите Остани во мене. Да, Остани во мене беше всушност тука на Скопскиот видеоспот фестивал кој што Македонската радио телевизија го организираше. И потоа го испратија на... А Опатискиот, бевме потоа точно со истата песна надвор од Македонија во тогашна Југославија, но оној прв настап кој што беше со група Калиопи значаен, значи за да не видат сите медиуми и битни, релевантни медиуми во тоа време во Југославија, беше Опатискиот фестивал. Мислам дека беше 84 или 5-та, не ми фаќај за кусур. Да море зна. Лео, песната, да. Да, музика на Григор Коправ и текстот на Ромео Грил. Тоа беше првото наше појавување и никогаш нема да го заборавам тој момент, бидејќи од повеќе причини, но најглавната беше нашата генерална проба, кога сите новинари, бидејќи мислеа доаѓа некоја анонимна група од Македонија, време е да запалиме по една цигара, да направиме пауза, и кога ги видов дека полека сите излегуваат од сала, само вака, многу е чудно ова. Таа 16,5 годишна девече во себе рече, ќе ве вратам сите назад. И така би. Се враќа сите, ги фрлаат цигарите и се враќа назад, и кога сакавме да се симнеме во бекстејдж доле од сцена, имаше стотици новинари позади кои што девојчица дојди и Рома само ми текнува, го фати еден новинар за рака, рече она не е девојчица за вас, она се зове Калиопи и сада фино уред ќе застанете и ќе си побарате своите 5 минути интервју ќе ви даде на сите. И јас викам, опа, започна приказната. И навистина тоа беше, добивме награда на за најдобар сценски настап од акредитираните новинари на Југославија во тоа време за најдобра интерпретација. Во тоа време кога покрај мене се шета сите можни звезди кои што јас им се восхитував претходно на телевизија, и беше навистина еден убав почеток за нас. Да, баш почнавте на голема врата, што ви кажале. Токму тогаш ви се и во 80-тите и Да море зна, еден од... На Сплитски фестивал, кој што е преубава песна. Потоа се појавуваш
Излегува албумот Роđeni во 87-ма. После И Бато, која што останува безвременска и која што е, можеби, не знам, најизведуваната песна во Југославија. Дефинитивно. Сплитскиот фестивал всушност е нашиот последен фестивалски настап. Така, и потоа престанувате, јас тоа размислав, немате ниту Макфест настапи, ниту Интерфест. Имавме на Макфест, после Сплитски фестивал, во ревијалниот дел имавме од Ама во ревијален, и никогаш ја пев песната Линда. Во тоа време имав едно маченце на рамо, не знам дали се сеќаваш. Тоа беше онака едно блиц појавување, ама впечатливо, дали заради мачето, дали заради тоа колку некако многу забавно го доживеавме тој наш настап. Имавме, да се заокружи, да кажеме, Макфест беше наш последен фестивалски. И зошто потоа престанавте? Па престанавме по идеја на повторно мојот продуцент, тогашен и до ден денес, Роме Агрил, кој што сметаше дека мојата кариера мора да оди по една друга насока. И да се престане со тие фестивалски настапи, со тинејџерски рефрени, дека треба, вака ми го објасни тој момент, саки ти кажам, девојчето мора да прерасне во жена. И на некој начин, бидејќи не ми беше баш точно јасно што тоа он тој го мисли со тоа, ми стана дури јасно кога почнав да ги доживувам песните кои што беа за мојот албум Роđeni, каде што се наоѓа Бато, каде што се наоѓа Кофер љубави, каде што се наоѓа една Знам, Небо ми сја и многу други песни. И кога албумот излезе, се сеќавам во тоа време, потпишавме за ПГП РТБ во тоа време во Белград. Во тоа време излегуваше и лиценцно издание на Цукеро, Сенце уна Донас. Сега во исто време ги издава двете изданија и просто не бев свесна во ниту еден момент колку тоа голема приказна е, да. И се брзо се случуваше после тоа. Во меѓувреме бевме во Советскиот сојуз на една голема турнеја, после пред да се снима албумот. И така... И потоа добиваш куп награди, Млад борец, Вечер, најпопуларно ТВ лице, Нова Македонија, најдобар изведувач 86-та, награда на екран, најдобар попејач во СФРЈ и Македонија. Да, имавме, ние сме најмладите добитници на естрадната награда на Југославија. Значи, доколку сега Југославија постоеше, ние ќе имавме загарантирана национална пензија. Станавме најмлади добитници на таа награда, што е огромен успех за тоа време. И од сето тоа остана само еден спомен. Мислам дека виси во студио кај Рома таа диплома. Кога награда спомна сега на национална пензија, беше многу добра пријателка со Есма Реџепова, една од нашите најдобри, можеби, нели представници амбасадори музички во светот. Јас се сеќавам дека во 99-та кога отидов во Шпанија, единствени CD-а на македонски што беа на Есма. Дефинитивно. Нели мислиш дека малку како земја потфрливме со... Многу, како и за се друго. Не со само за Есма, потфрлихме ние во многу ми. Да кажам, една Вања Лазарова, една Васка Илиева, Есма Реџепова, па од глумците, еден Петре Прличко, Илија Џувалековски, многу од нив не сме ги испратиле, нити сме ги за време на нивниот живот испочитувале онака како треба, нити не е работата во тоа да тагуваме и да сме сите обединети. Не сакам не сакам да го потребам изразот некрофилска нација, да плачеме само по изгубеното. Не, напротив, да ги славиме треба да ги славиме и треба да ги славиме додека се живе уметниците пред се. За да им се одаде на некој начин почит заради она што го прават не само индивидуално за себе и својата уметност, туку тоа е веќе тесно поврзано со промоција на својата земја, на културата, на уметноста. Да кажам,
од режисери филмски кои што направиле многу за нашата земја, да кажеме еве еден Столе Попов до Милчо Манчевски и многу други секако кои што со својот труд направиле многу за Македонија, до музичари, до еден Владко Стефановски, еве и мојот драг Марко Сладкаристика, до и многу други. Со Марко имате нова песна. Покрај она преубавата твоја казна, која што звучи фантастично и многу е добро со уиграна со Марко, со неговиот соло момент. Тоа беше втора верзија на казна. Така. Првата верзија не беше воопшто никаде премиерно изведена, бидејќи казна, скоро го напишав таа под еден мој пост, после мојот настап во Тирана во Албанија, да, каде што првата верзија званично прв пат ја изведов во живо тамо, бидејќи тоа и го должев на песната. И песната звучи фантастично и така ја чув. Таа беше втората песна, кандидатка за песна на Евровизија 2016 година во Стоколм, каде што јас ја пеев Дона. И имаме приказна тука, ние кога го правевме финалниот микс во Загреб, кога Рома работеше на продукција на мастеринг и се, и кога влегов во студио и само ме рече готови сме, и јас мислам, моето лично мислење е дека и на неговиот соработник, дека ти треба да ја пееш во Стокхолм казна. И јас реков, ама јас сум емотивно врзана за Дона и молим те Рома, затоа што Рома стално ги има последниот збор. Прв пат се обратив со зборовите, молам дозволи ми од емотивни причини, морам да испеам Дона. И Рома прв пат рече во ред, нека биде овој пат по твое пеа Дона. И откако имавме случувања за кои што никој не знае во Стоколм, освен нашата делегација се разбира на Македонската радио и телевизија, имавме многу непријатности таа година. Воопшто не беше Евровизијата која што ја доживеав во Баку 2012. Се започна од првата наша проба, кога застанавме на сцена и свативме дека ништо не беше сработено по однос на нацртот кој што беше официјално испратен од Македонската радиотелевизија. Ние дури имавме екипа, тим кој што го ангажиравме за светлосните ефекти, како треба да бидат од почеток до крај, како да бидат поставени инструментите, како да бидат поставени пратечките вокали, затоа што секогаш во МРТ стига од Евровизија нивен предлог, како они го режираат настапот. Ние тоа го погледнавме и едногласно одлучивме дека тоа не ни се допаѓа и пративме нацрт како да биде. Кога се појавивме во Стокхолм на првата проба, веќе со поставката на инструментите и на се што беше направено на сцена, свативме дека нешто не е во ред. И пробата ја прекина Роме на половина проба, бидејќи ништо не беше сработено до што ние го испративме. И во првата средба во View-румот, каде што нели дискутираме за тоа што е, како треба да биде или не треба биде, рековме зошто е вака. Во тој момент го извади од фиока нашиот нацрт план и рекол, па ние мислевме дека вака е подобро. И тоа беше таков еден преседант и тука нормално бевме изреволтирани и остро изреагиравме затоа што не беше во ред. Ама готово е веќе кога некој ќе ти го од почеток изгубивме 2-3 проби, бидејќи мора од ново да поставува, да. За среќа директорот на шведската телевизија кој што беше во Баку со Лорен како шеф на делегација, кој што исклучително ме почитува и се извини милион пати во нивно име од шведска телевизија и така натаму, да не должам, важно почнаа проблемите. И само Рома ме погледна еден момент и ме вика, Калиопи, а да дојдеше со казна, ако сака, може и хокејско светло да ти пуштат за хокеј меч, вика, ти ќе си испееше казна. Ке брилираше. И во тој момент вака, како некој да ме удри по лице, самата уствари се удрив по лице, затоа што сватив дека Рома, како некој Нострадамус, ми се мотка во животов и ми ги предвидува работите однапред, доживеав уште неколку други непријатности. И на крај беше многу интересно моментот
во полуфиналната вечер, додека ме спрема и додека се шминкав, Лорета, мојата менаџерка, рече, тука е директорот на шведска телевизија, сака да се види со тебе. И ја викам, дека влезе, не надвор сака да се видите. И ми поклони еден поклон и ми рече, голема чест ние што сте дел тука во Шведска од оваа Евровизија. Без оглед на тоа што вечерва ќе се случи, ние само да знаете дека ни беше огромна чест. Јас се вратив назад, Рома дотрча, вика, што е, викам, ништо, викам, ние нема да влеземе во финале. Тоа ми беше знак. По телеволтинг бевме 7 таа вечер, но жиријата апсолутно сите ни изигнорира и намерно, како да не добивме ниту еден поен. Да, тоа е малку со Евровизијата. Мислам дека истото се случуваше и во Југославија. Ти текнува, вие пеевте Емануел, таа година, ако не се лажам, пееше и Јана Костовска, Анушка. Така е. Совршена песна исто, Емануел беше преубав, таква ритам, нели? Тогаш победи Желјо моја? Не победи тогаш Нови фосили, бидејќи он има неколку неуспешни обиди. Да, он има и на крај ги испратија со најлошата песна нивна. Јас сам за плес. Јас сам за плес. И има претходно 5-10 пати поубави песни. А потоа победија Мангуп во Југославија, како Југославија, да. Калиопи, кажи ми, пред да ни отиде времето, и ако имаме, раскажи ми малку за соголувањето твое сега ново на овие нови концерти што ги одржуваш во Македонската филхармонија, кои што се една друга димензија. Па, секогаш овој пристап на Unplugged концерти, акустични концерти, носи голема доза на интимност, не само вткавување во самите аранжмани, ги обликуваш песмите на еден поинаков начин, музичарите веќе ги внесуваш заедно со тебе во една друга приказна, и се е некако интимно, секој има можност да се соголи во целата приказна на својот инструмент, низ еден поинаков принцип на комуникација, ние меѓу нас на сцена и ние со публиката. Публиката пак добива еден импулс од нас каде што и дозволува, сега можеме и ние да бидеме интерактивни. Несвесно или свесно, тоа се спојува во една наша заедничка приказна. И затоа магијата на овие концерти е толку голема. Дозата на емоции е толку силна, што мислам дека сите добиваме по една таква инекција, што после концерт имаш чувство дека цел свет е твој и дека се можеш да направиш, и тоа што си мислел дека утрото ти било тешко, веќе не го мислиш. 14 ноември, 6 и 7 декември, 3 феноменални концерти, и еве сега за некој ден уште еден, и има наговестување дека ќе има и 5, ама сега ќе оставам. Таа се на Прагма продукција, кои што се организатори на моите концерти во Македонија. Се започна, еве тука имаме од Јас мислам дека треба да има 5-ти концерт. 30 декември е 4-тиот, 5-тиот нека бидете по нова година, по новогодишните празници. Нека биде, можеби некој божичен или за стара нова година. Не знам, ќе видиме, ама убаво е чувството што е голем интересот на луѓето дека го сакаат овој концепт. Мислам дека веќе за до година 2026 ќе повториме приказната од Борис Трајковски повторно во Арена. Октомври месец ќе имаме втор концерт во Арена, бидејќи и за тамо подготуваме нешто спектакуларно. Да, мислам дека треба веќе да се направат концерти кои што ќе соберат и повеќе луѓе. Иако Unplugged за мене е сепак една посебна... Поинакво чувство. Поинакво е чувството. Да, а и целиот концепт на концертот е поразличен. Да, и со тепихот на сцена, и со, нели, сето тоа прави да има... Калиопи, не плачи, за мене е една од единствена песна која што мене настоpi се врти во глава. Не плачи. Пошто знам дека
она што е на многу луѓе не плачи ми е некако интимна химна. Интимна химна, скроз. На концертот ја свирам на клавир сама, во придружба на моите Маја и Јулија. Тоа е едноставно еден интимен момент на кој што сум сама на сцена со нив две. И не плачи е... Знаеш, кога ја правев песната, живеев во Швајцарија. Тоа се песни како Обоиме, Дај да пијам, потоа Азија, Чија си, тоа е тој Чија си, албум. Дена Ромео, музика и текст, Черги. Тоа се песни кои што се направени за времето на моето живење во Швајцарија. И повторно ќе речам, да не беше Ромео, кој знае дали ќе беа објавени. Бидејќи тој ме окуражи кога ги слушна песните, кога го работевме албумот Обоиме, тој уствари ме потекна на тоа да ставиме мои песми на албумот. И на тој начин го разбуди она што се вика другото нешто во мене, за кое што не сум била свесна дека го имам како умешност. И така почнав да пишувам музика, текстови и... Обоиме исто. По чија си ми обои? Стално, не плачи, ја направив најверојатно потикната од таа таговна сага на носталгијата која што ја носи во себе кога си надвор од земјата. Повеќе ги разбирав браќа Миладиновци. Значи, во села нивна експресија поетска, копнежот кон земјата, помислив на параходот, помислив на многу нешта кои што се врзани за ова поднемје. Помислив на можноста да запознам легенда како што е Јонче Христовски, со него да патувам за време на група Калиопи, патувавме на турнеи заедно, се наслушав многу приказни, да ја сретнам една Вања Лазарова во животот, да имам таа прилика да и го чујам гласот вака покрај мене на уво. И реков, Господе Боже, тоа е благослов голем и мислејќи на сите тие нешта, но најнапред на таа носталгија која што секогаш ме влечеше за дома. Јас живеев во една од најпрекрасните европски земји. Тамо е роден мојот син, тамо создадов некаков друг живот. Ама ми фалеше овдешниот воздух, да се надишам, да се напојам. И се вратив. Напишано, некаде напишав, која е мачнината, која е болката што живееше во тебе, додека не можеше да го извадиш сето она што си сакала да го извадиш, бидувајќи во Швајцарија пред да се вратиш повторно во Македонија со оној твој камбек. И еве токму тоа ми го одговори сега. Да, го одговорив без да го знам прашањето. Добре, ќе искористиме на време. Добре. Имаше учество има премногу прашања што сакам да те прашам. Имам прашање за импостација на глас, за твојот глас е многу специфичен. Ти си, претпоставувам, сопран, додека... Да, бев на времето и лирски сопран, имам и колористо на драмски сопран, подоцна, можам да пеам и мецо-сопрански партии. Тоа сакав да прашам, можеш мецо-сопрански, нели би можела? Сега повеќе звучам како баритон. Посебно на Сабајле која ќе се разбирам. Ама во секој случај да, импостација на глас, тоа се во однос на овие две мои, да речам, едукации во однос и на класичната музика и во однос на поп-рок музиката, се две различни нешта. Сеќавам на првата проба кога запеав со група Калиопи, кога Рома ми даде една песна и кога почнав да пеам леле, вика немаш појма.
Не е ова опера. Ова вика нема врска со животот, вика ти не знаеш да пееш, вика поп музика, што е точно. И така многу он ме внесе во тој свет, во смисол да ја сватам суштината на таа музика. Слушав многу литература и странска и домашна, он ми посочи точно кои пејачи и многу интересно, секогаш ме посочуваше машки пејачи. Да? Да. Например, многу учев од Жејко Бебек во Биело дугме од таа време, кој што имаше најточна импостација и дикција и израз. Нормално, бидејќи Горан Бреговиќ, што многу замишлям со бичот покрај него, затоа што беше перфекционист. Таков беше и Роме и затоа он го бараше она највистинска и учев, попатно учев. И совладував препреки, ама има една многу интересна работа и тоа исто ми го има она свестено кога ќе ги чуеш и своите први снимки, каде што се била сосема на почеток, ти немаш од што да се срамиш. Значи, тоа е едно време друго. Има работи кои што биле повеќе или помалку успешни, но нема ништо заради кое што би се срамела и знаеш, многу е важно во тие моменти човек да е бескрајно искрен кон себе си, да е и самокритичен, а и да слуша туѓа критика која што може да те наведе на вистинскиот пат. Те прашав затоа што имаше на Ако денот ми е ноќе, оној албум, имаш изведба и на Сношти минав покрај вази. Да. Е сега, тие фолк елементи кога ќе се вклопат во поп музиката и некако, ма колку сметаш ти дека можеш, например, да направиш еден албум на кој што би препеала ете како Сношти минав покрај вази и пееш уште една песна во некој од... Имав на еден ревијален дел на Влашкиот фестивал настап со неколку преработки во тоа време со Дуке Бојаджиев, ги направивме на Море Сокол пие и така натаму, не ми текнува сега има уште некоја, да. Ама да, има не можам да се сетам која беше другата. И ова сега, значи, вака, сметам дека народното творештво, јас можам само да направам варијација на тема, но не можам да го изведам онака како што можат пејачи кои што живееле со тоа, кои што исто како што ја живеам со поп-рок музиката и сум целата внесена внатре, или во класичната музика можам да направам некој излет, но сметам дека народното творештво е многу осетлива тема, мора многу внимателно да се... Ја едноставно оставам да го испеам нештото онака како што сум го слушала дома, затоа што... Токму ми текна во Обливион, мислам дека пееш Со маки сум се родила, каде што личиш многу наликува на верзијата на Вања Лазарова. Тоа сакав. А несвесно. Несвесно, затоа што тоа е тоа што го... Бидејќи Со маки сум се родила и не е чудно да е така, бидејќи за мене најверната изведба на Со маки е со Вања Лазарова. И тоа е на некој начин една моја приказна со Един Карамазов, која што не спои уште од нашето познанство во Базел, во Швајцарија. Таму е мојата омилена Алфонсина и Елмар, таму пееше на португалски. Алфонсина и Елмар, ама ви кажа дека имам неколку грешки. Не е страшно, не е воопшто страшно. Ама се потрудив, пеам на 7 светски јазици на тој албум и малце навистина беше тешко, ама мислам дека горе-долу ги совладав одредени приказни и знаеш што ми беше тешко во Алфонсина и Елмар? Ја пеевме во многу побрзо темпо во нашата верзија од оригиналот и ама сепак едно прекрасно искуство. Морам да кажам, она што вреди да се спомене во однос на прашањето кое што ми го знаеш како, никогаш не би се осмелила например да пеам босанска севдалинка. Ете, тоа сакав да... Никогаш. Така, тоа е... А обожавам. Да, ама... Обожавам. И често пати ме терале. Дури имаше идеја и... Нели босанците велат дека мора да си босанец, само босанец може да испее босанска мора да го живееш. Тоа исто како не можеш ти да ја пееш зајди, никој не може да пее освен македонци. Со трилери кои што не одговарат, кои што семете, слушнете го Александар Сариевски, кој што ја создал таа песма. Како таа песма треба да се пее. И само така. Да, и само така. Ама, добро. Во секој смисол на
суштинското творештво, значи во она што некој го творил и го знае како тоа треба да биде, ја можам да посегнам и посегнувам. Јас посегнав по македонско девојче на Јонче Христовски, ја свириме во еден свинг аранжман, малку джези, онака интересно и тоа публиката го обожава, го сака. Нормално, затоа што тоа е веќе сосема друго. Калиопи, морам да ти подарам прво две книги. Едната е Доња Перфекта, мој превод од Галдос. Доња Перфекта. Мислам дека ќе ти се допадне, а ова е од Јасмина Никујска Велковска и за жал прерано починат автор на Ернесто беше дел Кампо. Поет дипломат, беше заменик во амбасадата на Шпанија доскоро. И ти благодарам за посветата. Добро, да прашам, овие книги ги преведуваш? Да, јас преведувам. Од шпански? Од шпански, да. Имам Значи, околу на 30 шпански преведено. Ти благодарам од срце и од душа, многу ми е драго. Доња Перфекта, што уствари Доња Перфекта се вика таа, дека не имете, ама совршена госпоѓа, совршена. Значи Дона е Доња. Доња е Дона. Титулата во шпански кога се става пред име, се става Доња Калиопи, ама сењора Букле. Со презимето оди сењора, а со името оди Доња. Што би значило, кога Дона би ја пела на шпански, би требало Доња би била, да. Интересно, ова не го знаев. И се уште едно нешто ќе кажам, тоа сакавме да го откриеме доколку Дона влезеше во финале. Го чувавме тоа за после финалната пресконференција, дека Дона е Македона. А така. И ова прв пат го кажувам, па затоа и не скасија. Затоа ве минирале. Па апсолутно, во таа време се водеа тие политики дека треба да се дојде до моментот да се смени името, кое што за мене нема шанса никогаш да се смени. За мене има само една единствена Македонија и ништо повеќе од тоа. Калиопи, мислам дека не уште една, уште две емисии ќе те поканам, ама понатака морам да те за да дискутираме се што треба. Не можеме да стигнеме ништо да те прашам. Сарагелин во Баку. Да. Ја испеа преубаво, затоа што таа е Сарагелин, да, жолтата невеста, нели, таа е на курдите, таа на курдски испеа, ја има во сите верзии, има милиарда. Знаеш како? Мислам дека Сарагелин има една таква историја, како што многу сефардски песни. Така. Ги има. Таа и ги ја пеат во милиарда верзии. Да. Пред да завршиме, кажи ми ја тајната да изгледаш вака која освен генетика, затоа што генетиката ни помага многу, ама Да, генетиката пред се, во смисол на кожа. Татко ми имаше таква убава кожа. И мајка ми исто така. Веројатно се должи на мојот дух, на мојот став кон животот. Мојата љубов кон се општо што ме обкружува, луѓето, ги сакам луѓето. Верувам дека постои добро и лошо. Ама секогаш ќе застапувам страната на доброто и на тој начин светлината се бори со темнината, иако темнината не можеме да изолираме, не можеме да не постои. Да е, тука е, Не сум оптеретена ниту со годините, не сум оптеретена со времето, времето не сме да ми стане бреме. И го живеам моментот, сега овој момент, следното не знам што ќе биде, ама јас секогаш велам треба да живееме сега. Да, и не се плашам од староста, не се плашам од смртта. Тоа е убав природен циклус. Не се плашам од ништо. Јас едноставно што посакувам е да живееме во еден поубав свет, поинаков свет. Да се вратиме. Еве во 2026 можеби ќе се направи некако знаеш магично. Како? Првенствено еве да почнеме од кај нас, од нашата Македонија, од нас како луѓе, да станеме поквалитетни, да го разбудиме кај помладите
она што не сме успеале барем да им оставиме да го уживат она во што ние сме уживале, барем да вратиме некои стари стандарди за она што се вика меѓусебна почит, единство, вредности вистински, да се постави, значи, систем на вистински вредности. Јас, многу копја се кршат и во политика, и во нашиот општествено живење и се. Ама ајде да се вратиме на тоа, некој да ми каже кои се тие наши убави, вистински вредности и да ги почитуваме, бидејќи ете, многу луѓе ги испративме без доволна почит. Не успеавме. Ние зборуваме за тоа кои сме и што сме, па најмногу зборуваме за тоа кои што сме и што сме низ музиката, низ уметноста, низ спортот, низ нашите обележја. Тоа не обележува како нација, тоа не обележува како идентитет. Дефинитивно. Прекрасниот брош. Тоа е од мојата најдобра другарка Емилија. Го добив после првиот концерт. Говори многу, затоа што тука и месечината, тука и сонцето, но совршено. Конектирани сме на еден посебен начин и нашите семејства, така што да, денеска премиерно си го ставив на себе за оваа емисија. Ти благодарам, Калиопи, Ти благодарам на тебе, неизмерно за учеството. Благодарам на тебе и на книгите многу. Со најголемо задоволство. Беше со нас вечерва Калиопи. Се надевам успеав да ви ја доближам малку повеќе до оваа извонредна уметница која обележа децении од нашите животи и ќе обележи уште многу децении. Ве поканувам на концертот на 30 декември во Македонската филхармонија на Калиопи и на сите ви посакувам убави, преубави новогодишни празници и многу радост и среќа во новата 2026 година.